Здраво, добро дојдовте. Добро ве најдов. 17-то доделување награди на хотели по Егеот. Оваа да ја избра твојата торта. Многу ќе ти се допадне кога ќе ја видиш. Здраво, јас сум Хазиран. Банана или јагода? Банана или јагода, одговори ми. Рила душо. Јагода. Браво. Го положивте испитот, ве засека. Тешко е да се започне нов живот во непознат град, знам. Не знаете на кого да му верувате. Искрено не ми се верува дека и мене ќе ми верувате. Ама само ни треба малку време. Обострано. Ама јас сакам да ви понудам работа и да ја придобијам вашата доверба. Ако е точно напишано во вашето CV, имате многу добро образование и одлична кариера. Во одно време сте се оддалечили малку од секторот, ама мислам дека брзо ќе се прилагодите. И мене навистина ми треба експерт за активности. Ако сакате да пробате на вечерната активност, и вие нас, и ние вас ќе ве запознаеме. После тоа можеме да седнеме сериозно да разговараме. И за тоа време можете бесплатно да престојувате во овој хотел. Ете, многу ви благодарам. Вие вака ненадејно ми нудите работа, ама не знам што ќе кажат вашите предпоставени. Не сакам да ви направам проблеми. Госпогица Хазиран, јас се викам Кутай Арсал. Во хотелов нема друг предпоставен кој може да одлучува наместо мене. Вие? Собственик сум на хотелов. И на овој хотел, и на многу хотели во земјава и во странство. Може ли да ве замолам да ми дадете еден ден да размислам? Ако сакате, може и 2 дена. Размислете си. Ви благодарам. Здраво, добра вечер. Здраво, добро вечер. Изгледа има некаков проблем, вратата не се отвара. Сега ќе погледнам. Повелете? Ви благодарам. Нема на што. Повелете како можам да ви помогнам? Полека малку, сега ќе се отвори третото око. Овој дел е вкочанец. Ова не излегува, бе. Ај со среќа, изгледа цел живот ќе го носиш ова како те доважа. О, денес ме утепа. Што не ме натера да правам? Згорана се ми вели, утре да дојдеш во 9. Што те натера да правиш? Добро, госпогица, а дали се согласувате со високиот француски клуч? Ѓорке, како да се согласам, жити Господ? Човекот е толку далеко од модерното, значи не е ниту љубезен, ниту джентлмен. Вака, обичен човек, обичен.
Значи обичен. Не зборувај така. Сакаш да ти кажам нешто искрено. Тој обичен човек има многу кандидатки на овој остров. Секако, Душо, тој опасен поглед, како сонце му се очите на човекот, не можеш да ги гледаш горат. Јас многу добро знам што сакате да направите. Ама да ви кажам нешто. Веројатноста да се случи нешто со него е помала од веројатноста вонземјаните да дојдат овде. Значи 0. Нула ли? Душо, и онака тој нема да те погледне бидејќи си има девојка. Да, така е. Божем, детето со години трча по тебе, а ти принцеза не го сакаш. Освен тоа може да си најде многу подобра од тебе, кукло. Тоа малку тешко. Тешко. На островот има многу девојки како кукли. Секако, Душо, сите се воспитани тие. Извини, Садик, а што сум јас? Кукло, ти си сребрен орев што паднал на земја. Дури си благороден француски клуч и војна ке избувне од таа љубов, кукло. Сметка, Душо. Му кажа на Фатих дека ја продаваш куќата. Нема, ќе каже, јас ќе ти помогнам, не сакам. Девојко, сега ли покажуваш гордост, ма? Се работи за образованието на детето. И јас вечер ќе разговарам со Латиф. Реков, не сакам. Боже, Боже, до сега сама средив се и од сега сама ќе се снајдам. Освен тоа, откако ќе оди Нехир, куќава ќе биде голема за мене. Доволно ми е само една соба. Зенеп, немој да јадеш, од тоа нема да остане за другите. Добро бе. Селма, јас деновиве сум многу чудна. Наеднаш ми е топло и горам некако од внатре како луда, а после ми се спие и очите ми се затвараат и сакам да спијам, да не влегувам во менопауза, ма. Ај, се сеќаваш на мама? Дај Боже да не сме како неа. Зимно време велеше, отворете ги сите прозори, горам, а летно покрите ме се смрзнав. Така велеше покојната. Аман. Зенеп, знаеш што? Сакаш да ти провериме шеќера? Имаш години, знаеш, нормално е. Што им фали на моите години, ма? Боже, изедов 2-3 сладки и веднаш ме направи диабетичар. Сестро, како прво, јас многу внимавам на исхраната и секогаш здраво се хранам, така? Секако. Лесно ли се одржува оваа линија, ма? Селма, погледни ме, да не сум се здебелила. Што се смееш, ма? Не се смеј. Добро, не си здебелена, не. Погледни ме, ма, види. Значи го пријави батува. Бога ми, браво. Нема ништо за браво. Го направив тоа што требаше да се направи. А како дозна? Што ти е гајле, Нехир? Не, значи, нема никакви видливи траги на него. Затоа така реков. Кој би го направил тоа, ти Господ? Се спомневаш во некој друг? Значи, заврши големата љубов, а? Знаеш ли каде е Хазиран? Јас бев за вас. Каква љубов за 2 дена? Не трескај глупости, каква голема љубов. Се случува и за 2 дена и за 2 секунди. А ти што знаеш за тие работи? Колку години имаш? Игри си игри, бебенце. Раката ќе те изгребам, ма. Идел, утре ќе одиме во станица, Керко. Не си ја потпишала изјавата. Добро, тато. Не требаше Бату да го примам дома. Не сакав да имам проблем со татко му и го примив, ама сгрешив, ете, ама откаде да знам какво е тоа дете, бе? Не грижи се, баџанак. Ете, заврши се. Во притвор е детето. А и него го жалам. Без мајка, без татко. Остана само кутрото дете. Боже, Фатих, како да е мало дете, бе, тој човек. Тој човек што го жалиш, ќе одговара за обид за убиство. Не е кутро дете, немој така, бе. Не би сакала Бату да замине од овде.
Во ред, сите не нервираше. Ама од друга страна беше интересен. Што знам? Ќе го почувствувам неговото отсуство. Ама ете и тоа е за жалење, бе. Очигледно мозокот не му работи. Му треба професионална помош. Кутриот внатре ќе биде многу полош. Не изгледаше воопшто дека се кае. Како да се гордееше со тоа што го направил. Дури ни адвокат не сакаше. Искрено и јас сакав да беше таков. Ама бато е проблематично дете. Никако не се поправа. Има големи пукнатини како оштетена зграда. Понекогаш треба да се сруши. Ние можевме да бидеме заедно, ама тој самиот не уништи двајцата. Јави се. Ало, дада Хазиран? Нехир душо, како си? Добро сум, види, сите се тука. Сите те поздравуваат. Мајка ми, тетка ми, бато Латиф, бато Фатих. Идил. И ти поздрави ги сите. Се јавив за друго нешто, да прашам како е работата во хотелот, ете. Бирџик, сакав да те прашам како е на островот. Се ли е во ред? А ти, каде си? Јас малку се оддалечив, надвор од градот. Да не отиде кај Хазиран? Не дојдов кај Хазиран. И онака не знам каде е Хазиран. И не е многу важно. Ти не би се јавил да ме прашуваш за островот појраз. Да не си загрижена за Појраз. Не, душо. Зошто да се загрижам за појраз? Нема такво нешто. Бирџик, не сум загрижен за Хазиран. Не се јавив за тоа. Добро, добро е на островот. Мирно, спокојно, како што знаеш. Еве Садик и Ѓоркем се до мене. Те поздравуваат. Не заборавај, капетане. Карирана кошуло, не се враќај без Хазиран. Значи, добра е работата во хотелот. Скоро е полн. И бато Појраз е добар. Работеше. Многу работеше. Има неколку документи што треба да ги потпише Хазиран. А ако сакаш, кажи да се јави на Нехир. Разбрав, душо. Значи, добар беше Појраз. Добар е? Нека е добар, бидејќи не сакам да тагува. Добар е, нели? Хазиран е добра. Знам дека прашуваш за неа. Се концентрира на работата. Не зборува многу со нас. Ама мислам дека е добар. Мислам. Отиде во град. Навистина, и јас не знам во кој град се наоѓа. Предпоставувам дека се одмара. Ама бараш и работа. Може би си најде, не знам. Се гледа со старите колеги. Значи добра е Хазиран. Го среди хотелот, даде многу нови идеи за него. Добил една понуда.
И знаеш што? Се смирил со мајка му. Многу беа стрикни. Заедно ти на вечера и тетка Алија дојде со зорба. Се прошета. Само се труди се да постигне. Значи нема никаков проблем. Се е во ред. Ете истиот бато Појрас. Силен и смирен. Разбрав, Нехир душо. Во ред. Добро, многу ми е мило. Многу ми е мило. Не, и онака се јавив само заради хотелот, само за тоа. Не се поздрави ги сите што ќе ги видиш на островот. Во ред. Поздрави ги сите, ве бакнувам сите во ред. Во ред. До гледање. Во ред. До гледање, сите ве бакнувам. Чекам наредба, команданте. Велам, чекам наредба. Ти се шегуваш со мене, а? Ке ти вратам за ова. Ти, како така? Рацете да ти се позлатат, ама зошто тука си спиел? Јас сакам и ноќе да работам. Тогаш е потивко и немав друга работа. Реков се да завршам. Добро ли е сега? Бога ми, многу е убаво. Не ми се веруваше кога влегов. Дури вака се облеков за да не ме натраш да работам денес. Видија ти се облекла, се дотерала. Машала. Ти вчера мене ми помогна, денес јас тебе ќе ти помогнам. Да ги отвориме сите кутии и убаво да ја наредиме робата. Утре кога ќе дојдеш веднаш да почнеш со продавање. Велиш? Може? Супер би било. Ти благодарам. Не е проблем. Телефонот. Видео повик бе. Дурдане. Љубов моја. Кукла моја. Чекај, нема мрежа, чекај. Излегувам. Чекај малку. Љубов моја, како си? Многу ми недостасуваш, душа моја. Бебенце моје. Спремна си? Не се каеш, нели? Зошто да се каам? Затоа што го пријави. Не, се разбира. И да не се каеш така. Само се мислам дали направив добро или лошо што го пријавив. А тој, дали би го направил тоа да не мислеше на тебе, кој што ти мислиш на него? Или да мислеше на себе? Ама ете, тој е проблематичен тип. Таков е тој. Во ред, тато, разбрав, во ред, го знам тоа. Не ми се верува. Зарем уште го браниш? Не го бранам. Само велам камо да не беше вака. И не ме веќе да ме притискаш. Што се случува овде? Добро утро, женичке. Пак ли ја изнервира девојката? Пак ли? Да, пак. Било што да направите и се лепиш за врат. Не ја оставаш на мир, Релатив. Ма каква врска има, ете убаво си разговаравме. И ти ли така мислиш, Идил?
Сега со овој страф очекуваш девојчето да ти каже да? Што да ти каже? Од штраф ли? Идил не се плаши од мене. Се плашиш ли, Керко? Види, пак исто тоа го правиш, Латиф. Абе, Зейнеп, ти денес што и да кажам наопаку ме сваќаш. Не, секако дека не се Ете, не плашам. се плашела. Може би се плаши да не те навреди. Може би ќе се растажиш ако ти каже тато, многу ме притискаш, многу ми вршиш притисок, остави ме малку на мира. Јасно ли ти е сега? Ти падна жетонот, а? Ти кликна горе во главата. Каква врска има тоа? Јас препотентен татко ли сум? Не се. Падна жетонот. Барем не биди напорен. Не се. Што ќе јадеме, што сакате да спремам? Не, нема потреба ништа да правиш, благодарам. Идил треба да ја потпише изјавата, ќе одиме до станица. Да дојдам со тебе. Не, благодарам. Ако не си сигурна дека Бату е сторителот, не мора да ја потпишеш изјавата, знаеш, нели? И да е сигурна и да не е, веќе е доцна. Бату веќе го притворија. Зборувам со Идил, Латиф. Не го слушај него. Слушај. Сигурна ли си, така? Се јавуваат од станица. Повелете, командире. Да? Што зборувате? Ворете ве, ќе дојдеме за кратко. Што се случило? Стигнале нови снимки, вели дека мора да ги видиме. Зошто? Во врска со што биле? Тоа не знам, тоа таму ќе го видиме. Ама снимките ќе го променат текот на настанот, рече. Садик, брзо среди ја оваа работа, добро? Добро, Дадо. Ама види, Фатик да не знае во ред, Фатик да не знае, тоа е важно за мене. Добро, не крижи се, Дадо Селба. Тоа е многу важно за мене, семеен проблем. Значи не треба туѓинец да знае, Садик. Добро, Дадо, но како ќе се реши проблемот ако никој не знае? И тоа е точно, и ти си во право, но само Фатик да не знае. Или нека дознае од како ќе се заврши работата. Што знам, ете не знам, Садик. Добро, тогаш, ајде. Слушај, јас тебе ти верувам. Денес ја средиш работата во ред, Садик. Ајде, јунак си, Садик, јунак. Благодарам. Селаби, здраво Селаби. А ја знаеш куќата на Дада Селма? Ја продаваме. Кажи им на сите пријатели, на сите роднини во ред. Само те молам да не се расчуе, јасно ти е? Добро. Благодарам, ајде се гледаме. Дада Севил, како Здраво, си, Дадо? Садик. Добро, а ти? Добро, благодарам. Ова не е тука Баториза? Не. Тој нек не рече дека барал стан за синот, па ја имаме куќата на Дада Селма, сега ми текна. Знаеш, на многу убаво место е со голем двор, убава куќа. Ако ве интересира, нека ме побара Баториза, добро? Ама никому не кажувате за ова, во ред? Добро. Благодарам, Дадо, да си ми жива, Садик! Селма куќата ја продава. Која Селма? Која куќа? Значи немој да ме нервираш, немој да си ја бараш белјата, јасно ли е? Бргу зборувај! Зошто Селма ја продава куќата? Сигурно се обидел да се самоубие. Токму во моментот на несреќата. Закочил пред да удри во зидот. Во последен миг излегол. Од тоа му е трагата од безбедносниот појас на градите. Самоубиство. Да, види. Колку километри на час возел. Пред да удри во зидот застанал. Наеднаш закочил. Очигледно се предомислил. Глуп човек. Да кажеше јас не го направив тоа и бев на тоа место во тоа време, немаше да се измачиме. 2 дена бараме докази. А човекот не го ни направил тоа. А не ни кажа ни збор. Не ми се верува дека Бату не го направил тоа. А ние тука сите го обвинуваме детето. Значи сакал да се самоубие, а? Тоа не е нормално, бе, штета.
Аве, дете, бе, штом не си виновен, зошто ништо не кажуваш, бе, зошто не пушташ глас, зошто не се буниш? Може би му било тешко да каже дека сакал да се самоубие, бил погоден од обвиненијата. Можно е. Слободен си. Бату, Бату, застаните, молам, застани. Не знам што да кажам. Навистина се извинувам. Навистина се извинувам. Што мислев дека ти го направи тоа, ама ти ништо не кажа. Те прашав, имаше траги на тебе. Те прашав, ништо не кажа. Се извинувам, бев глупава, многу се извинувам. Прости ми, те молам, прости ми. Те молам. Зошто не зборуваш? Кога пак ќе зборуваш со мене? А? Сакаш да клекнам пред тебе, Бату? Погледни ме. Погледни ме. Немој. Немој, нема веќе самоубиство, јасно ти е? Немој, нема такво нешто. Не треба да мислиш на тоа. Како можеш да мислиш, а да се случеше нешто што ќе правев јас без тебе? Дали помисли на тоа? Ќе тагував. Што ќе правев, Бату? Не се глупирајте, молам. Дојди. Добро, помина. Помина, во ред. Помина. Заедно ќе се излечиме, во ред. Те молам. Воред, штом детево не го направило тоа? А тоа уште не ми се верува мене. Воред, прифаќам. Тогаш кој го направил? Да, другари, спремни сме за церемонијата, сите на своите места, ви благодарам. Појраз? Хазиран? Што бараш ти овде? Нели добивме награда? Награда ли? Да. Или ти дојде за наградата? Или ти како мене искористи наградата како изговор? Господица Хазиран, ке може да дојдете малку до надвор? Доаѓам.
дојде мојот дуќан, што мислиш? Дуќанот сега на врата да ти кажам, фака. Најдобрата продавница за накид што некогаш е имало во Блискиот Исток и на Балканот. Значи толку ми се допаѓа. О, ајде убавица моја, бе види еј. Љубовта. Да, љубов моја, бе, љубов. Колку убава. Јас би застанал и пред куршум за него, знаеш ли, тоа воопшто не би се двоумил, воопшто. Би скукнал во оган, значи до тој степен. И човек би убил, бе. Никого не би сожалил. Ај, зошто да убиеш човек без потреба? Ај, таква е нашата љубов. До смрте. Колку е убаво да се сака толку многу. Ај да, така е. На овој свет на секој човек му треба некој со кого ќе сподели тајна, ќе ги каже маките и ќе го сака безусловно, инаку животов нема да се трпи. Добро де, не ти реков да ме држиш животна лекција. Ајде да се вратиме на работа. Добро де, ништо лошо не кажа веднаш. Веднаш се враќам, газдарице. Многу ви благодарам. Хотелот Сандалово дрво, награда за најеколошки хотел. Аплауз! Искрено немав намера да дојдам овде. И не ми е логично да се доделуваат вакви награди. Затоа што на сите ни е должност да ја чуваме средината, да ја држиме чиста и да ја почитуваме. Ние само го направивме, тоа ни следува. Денес дојдов овде бидејќи има некој кој ја заслужува оваа награда повеќе од мене. Затоа дојдов да ја земам наградата. Сите вие ја познавате. Го слушавме нејзиниот говор. Да не должам повеќе. Хазиран Седефли. Ти најмногу ја заслужуваш оваа награда. Ова е твоја награда. Доближете се малку, бе. Од се срце ти честитам. И јас ти честитам. Хазиран, види. Дали знаеш зошто дојдов овде? Ви честитам, госпогица Хазиран. И вам исто. И за наградата, и за успехот на вашата прва активност заедно. Добро што ја прифативте мојата понуда за работа. Одлуката ви беше на место. Ви благодарам, господин Појрас е мојот поранешен ортак, а господин Кута е мојот нов газда. Многу ми е мило, господин Појрас. И голема случајност е што се сретнавте овде. Многу ми се допадна вашиот говор. Поддржувам се што кажавте. Околината е за сите. Особено во овој хотел многу внимаваме на карактеристиките на рециклирање. Во најбрзо време би сакал со вас да поразговарам за другите детали. Ако случајно не се сретневте овде вие двајца, тогаш мора заедно да сте работеле. Господин Појрас не излегува од островот. Значи не излегуваше, јас така знаев. Очигледно не сум го познавала доволно.
И вие веднаш сте се адаптирале на градскиот живот. И тоа уште првиот ден. Голем успех. Да, така се случи. Да се вратам на работа, пријатно. Уште еднаш ви честитам. Батонијази, како оди? Како си? Добро си? Бога ми, добар сум, нема никаков проблем. Што има старо ново? Како е снашката? Бога ми, добро, татко ти не го гледам деновиве, добар ли е? Добар е, добар. Многу е добар председателот Лјатив. Каде ќе одиме? Работи ли ова? Проба 1-2 во ред. Работи. Татко ти ли ти кажа нешто? Што ќе правиме? Да не има соопштение? Да, имаме едно соопштение, бато. Поради тоа, ајде треба да одиме кон чаршијата, вози. Идел душо, што поточно ти се обидуваш да направиш? Уште колку пати да ти кажам, Батонијази, вози веќе. Ајде да одиме кон чаршијата. Инаку многу лошо ќе биде. Нема да биде толку лошо, ама реков има едно соопштение. Ајде те молам, вози веќе. Добро, а татко ти? Знае тој, Батонијази. Ајде да одиме да видиме. Проба, 1-2, проба, 1-2, проба. Каде е детето? Е него онде, Бату. Доближи се до него, доближи се. Внимание, внимание, пардон. Се слушали мојот глас, внимание. Ова е едно извинување. Што правиме вака, Бекерко? Бату, застани. Зошто одиш, Бату? Бату, ајде вози, те молам. Бато, се работи за љубов, те молам, ајде вози, те молам. Сите нека слушнат, сите нека знаат. Јас му се извинувам на Бату. Инаку, јас сум идил, здраво. Идил, саглам, ама човек може да сгреши, нели? Човек греши, сите грешат. Нели сум во право? Греши, јас мислам дека сите грешат. Секој заслужува втора шанса. И јас направив грешка. Му го скршив срцето на Бату Нерманли. Се извинувам. Абе, ќе го прегазиме детето. Прегази го, ништо нема да биде. Ајде доближи се. Бату, слушна што реков? Се извинувам. Навистина се извинувам. Прости ми, те молам. Ми прости ли? Види како се посрамотив пред сите. Прости, бе, синко, не одолго влекувај. Да застанеме, да застанеме. Бату! Бату! Се извинувам. Навистина се извинувам. Те молам, прости ми, те молам. Добро, добро. Дали ми прости? Ми прости. Не се карајте веќе! Не плачи, те молам. Фати, Вратата беше отворена и не сакав да те исплашам. сега сум малку зафатена. Не сакаше мене да ми кажеш, не знам зошто. Сите дознаа, јас не знаев. Ама ете дознав на некој начин. Ако, да си ми жива и здрава. Фатихо, ова не е такво нешто. Значи ти, ете, мене не ме сакаш доволно, нели? И не ме гледаш како член од семејството. Може би јас погрешно разбрав. Ама реков ако. Нека иде. Фатих, Ова да го знаеш.
Не ја оставам нехир за никаде. Ти да не ме сакаш во твојот живот, јас сепак сум и батко на нехир. Сакам таа да биде гордоста на овој остров. Би бил многу среќен ако овие пари бидат искористени за таква намена, нели? И онака јас сум самец. Би сакал нехир да има своја куќа кога некој ден ќе се врати. Не ја продавај куќата. Фатих, ќе се ожениш со мене? Како? Ете слушна. Значи, јас доволно те сакам. Те чувствувам како член на семејството. Не ме разбра погрешно. Ќе се ожениш ли со мене? Барем јас да те прашам, Селма. Одговори ми. Да. 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 Можете да дојдете и во нашиот хотел. Ке ви известам кога ќе бидеме слободни. Молам, Алпер. Дојдовме во хотелот, изгледа беше хотел Арсал, пред малку се запознавме со газдата. Не, добро ми е, нема никаков проблем, се е во ред. Вие што правите? А што да правиме? И ние дојдовме во Измир. Здраво, бегалецу. Добре, дојдовте. Само не се радуве толку многу. Може да се навредиме. Како може да не се радува што ги гледа другарите? И Хазиран била овде. Се сретнавте? Мамбе, навистина голема љубов. И таа дошла. Почнала да работи овде, во хотелот. А како успеала да најде работа за еден ден? Дојдов да ја земам наградата, после веднаш се враќам. Нема ништо друго. Не зборувај така, Појраз, сите знаеме дека тоа не е вистина. Бога ми, сакате верувајте, сакате не, тоа е вистината. Дозволете ми. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Не оди, Мелиса, не оди. Значи, нема смисла да се мачиме и онака јас не сум била голема загуба за него. Види го, дошол по наградата, а вечер сигурно ке игра, ке скока со хотелиерите, ке се забавува, ете. Од сега јас ке се грижам за мојот живот. А може би не дошол по наградата, може би дојде тебе да те види Хазиран. Јас го знавам, Појраз. Тој не дојде за мене. Колку убаво. И работа си нашла овде. Значи, од порано мислела на тоа. Испланирала се. Така е, нормално дека е планирано. Кој би ја вработил за еден ден? Кај го има тоа? Треба да направиме нешто, мора да ги смириме. Што си наумила? Јас и онака не и реков да замина од островот. Очигледно не можеше на островот. Нејзиното заминување е добро и за мене и за неа. Така било најдобро. Не е проблем. Мене ми е добро. Значи, не го разбирам, а што да правев, да не работев, да седев дома и да плачев, тоа не го разбирам. Да ги заклучиме некаде, тоа е решението. А каде, например? Одиме да земеме награда. Ја земав наградата, ја викнав на сцена и дојде. Не ме гледа во лице. После отидов до неа да зборуваме, а тава каладнокрвно ми пружи рака. Јас направив се што беше до мене, нели? Се обидов да зборувам, отидов до неа. Останатото зависи од неа, јас не се мешам. Да се заглават во лифт? Како ќе правиме? Ти дали ме слушаш? Алпер? Те слушам, бата.
Имам еден план. Мелиса? Ти дали ме слушаш? Не, те слушам. Многу сум уморна. Честитам на сите. Вечер ќе одржиме состанок да го процениме настанот. Сега одморите се сите. Во 7 ќе бидеме во салата за состанок. Добро се гледаме. Јас одам до лобито. Зошто? Ташната сум ја заборавила. Мелиса, ташната ти е овде. Ташната на Алпер сум ја заборавила. Ке се јавам да ја донесат. Не, веднаш ќе се вратам. Дури дојди и ти. Или си ми се долу за 5 минути, ќе пиеме кафе. Те чекам за 5 минути. Какво кафе, Мелиса? Не се глупирај. Ајде да се одмориме. Велам да пиеме кафе, ќе разговараме и треба нешто да ти кажам. Те чекам за 5 минути. Може? Слушаш, те чекам. Сакаш да нарачаме нешто за јадење? За 3 минути качи го појраз во лифт. Алпер, Тука сум бе, бато, тука сум. Ајде да јадеме. Да јадеме, ама доле да јадеме. Што велиш? не, јас не сум расположен. Подобро да нарачаме тука. Добро, ајде ќе се расположиме малку и ќе одиме некаде надвор. Ме разбираш, ќе прошетаме, ќе забавуваме. Што велиш, а? Ајде. Што зборуваш, синко? Што зборувам јас? Спремни сме, ајде. Ајде, бато. Ајде да се симнеме. Ајде. Да не си луд, синко. Боже, ми се залепи. Еднаш бе, еднаш. Само еднаш ти побарав нешто. Кажи во ред да одиме, ајде, брат, да одиме во ред. Сакам да јадеме нешто, а ти ме одбиваш. Се колнам доста веќе. Престани да бидеш мрзлив. Уште ми вели мрзелив. Абе, брате, да, мрзелив сум. Точно, тука многу ме мрзи се. Доаѓаш или не доаѓаш? Ова, види, има нешто ново помеѓу мене и Мелиса. Сакав да зборуваме околу тоа, значи нешто приватно, има некои новости. Понекогаш плачеш за ќотак. Бога ми. Бога ми. Оди. Јас одам до тоалет, нешто ми е лошо, дај ми го клучат малку. Дојди долу ќе одиш. Не можам да одам, не можам да издржам до доле. Ќе во одев да можам. Многу ми е лошо, дај ми го клучат, вие одете, симнете се доле, ќе дојдам јас за 2 минути. Ајде, дај ми го клучат, ајде. Абе, дај ми го човек клучат, ајде, оди ти, ајде. Сега се качуваат во лифт. Што се случи сега? Не знам. Не притискај така, ќе го расипеш. Значи не е расипан, јас ќе го расипам ако притиснам, така? Ај, господе. Буквално се заглавивме. Не се заглавивме, нема такво нешто. Што се случува, бе? Има ли некој? Не слуша некој, заглавени сме во лифтот. Му се јавувам на Алпер, но не крева. Алпер, браво, Алпер. А јас не го запишав бројот на господин Кутај, на кого да му се јавам? Бе, ту ми изненади. Мелиса, заглавивме во лифт. Кажи некој да дојде овде. Во ред, итно. Во ред, веднаш ќе се јавам.
Бато, немаш представа колку добро дело направи со ова, сериозна сум, и онака само 5 минути. Ги презедовме сите мерки, нема за што да се грижите. Готово ли е? Готово? Готово. Извини, бато. 5 минути. Добро. Само 5 минути. Не знаеш што да правам, се колнам. Толку бил тврдоглав појрес. И Хазира на многу тврдоглава, ама сега ќе се смират, немаат друг избор. Добра си. За тебе велам. Значи, ова е поинакво искуство за тебе. Сепак последен пат си излегол од островот кога си бил дете. Но види што ќе ти кажам. Секогаш се прашував што може да те натера да излезеш од островот, ама никогаш не помислив дека обожаваш да одиш по вакви состаноци на газди. Ова не е состанок на газди. Ете како и да е. Не дојдов за настанот. Зошто дојде? Ние од кога почнаваме отчет еден од друг? Не барам отчет, само прашувам, одговори ми зошто дојде. Што прават овие, а не се караат? Гол во првата минута. Ти оди, кажи му на човекот да го прави тоа што се договорив. Мајде, трчај. Дојдов за доделувањето на наградите, во ред? Само за наградата дојдов. Нема друго нешто. Ќе ја земам наградата и после ќе си одам, во ред? Нема повеќе да ти пречам. Не грижи се, во ред? Нема да те вознемирувам. Си започнал убав живот овде. Ние нема да имаме среќен крај, нели? Ти си многу добар човек. И ти исто. Добро, тогаш поради тоа Не сакам да тагуваш. Поради тоа не можеме да бидеме заедно. и што ќе правиме? Ќе завршиме со ова без расправи. Не можеме да продолжиме поинаку. Нема начин, нема како. Секогаш ќе се сеќавам на минатото. Секогаш ќе се сеќаваш на убави работи. Се сеќаваш на оваа фотографија? Нашата прва фотографија. А ти се сеќаваш на ова? Колку многу се каравме тој ден. И тоа како? А ти на оваа?
Ова е нашата прва фотографија во хотелот. Што разговараат? Ништо не се слуша. Ништо не се случило. Бато јади? Многу е вкусно. Нели, Мелица? Да, ти го сакаш ова, ајде јади. Нема да јадам, немам апетит. Дозволете ми. Дали ви треба нешто, се ли е во ред? Добро е, душо, благодарам. Во ред, ако ви треба нешто, кажете. Благодарам. Кажете. Многу убава атмосфера, нели? Да, бато, многу е забавно. А? Појдес? Не требаше да дојдам овде. Бога ми, не требаше да трчам по неја и да дојдам во Измир. Ајде, ние што зборуваме сега, ти што зборуваш? Ете, тоа е вистината, двајцата гледате. Не оди, за жал не оди. И вие не мачете се залудно. Гледате? Во ред, бато, во ред. Од сега ништо нема да кажеме. Прави што сакаш, ајде. Двајцата сте тврдоглави како кози. Вие уште многу ќе тагувате вака, да знаеш. Што ме така? Тогаш јас денес ќе отворам нова страница, чиста страница. Да го прославиме овој ден. Може малку? Да земеме едно од ова.